Добар ден, почитувани колеги, почитувани советници. Ја отворам седницата на Комисијата за заштита на човековата средина. Прво, ги молам службите да ни информираат дали имаме кворум за одржување на седницата. Значи имаме кворум, благодарам. Значи, ќе ви ја прочитам точката по која што ќе се дискутира на денешната седница. Вели вака, согласно член 38 од статутот на општината Битола, службен гласник на општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисија за заштита на човекова средина на Советот на општина Битола денешен ден во 12 часот со предлог следен. Програма за измена и дополнување на Програмата за животна средина на општина Битола за 2025 година. Го повикувам надлежниот од секторот за заштита на човековата средина да се произнеси по предлогот. Добар ден. Јас сум Валентина Андријашеви Кривашија, раководител на Оделение за урбанистичко планирање и заштита на животна средина. Значи, точка на дневен ред е изменување и дополнување на Програмата за заштита на животна средина за 2025 година. За ваша краток вовед, сакам да кажам дека Програмата за животна средина ги утврдува мерките за заштита на животната средина на подрачјето на општина Битола за 2025 година преку конкретни активности во рамките на сите медиуми: воздух, вода и почва, и областите на животната средина, отпадот, природата, биодиверзитетот, климата и сите елементи кои представуваат неделива целина од животната средина. За реализација на овие планирани програмски активности се користат првенствено средства од буџетот на општина Битола, меѓутоа дел од овие активности се реализираат со средства од буџетот на Република Северна Македонија, дел од меѓународни фондови, донации и слични извори на финансирање. Исто така сакам да истакнам дека за дел од активностите и за нивна реализација не се потребни финансиски средства. Конкретно, измените кои што се денес предмет на расправа се однесуваат на неколку точки планирани во Програмата за заштита на животна средина за 2025 година и истите се однесуваат на следните ставки. Прво, се врши промена во Програмата R1 заштита на животна средина и природа, ставка 426990 други оперативни расходи. Првата активност се однесува на поставување на подземни садови за комунален отпад, програмска активност за која што беа предвидени буџет од 2,5 милиони денари. Оваа програмска активност се спроведува како мерка за управување со отпадот, со главна цел подобрување на услугите за управување со отпадот и целосно усогласување со стандардите на Европската Унија, со што ќе се подобри еколошката одржливост и квалитетот на живот за сите жители на градот. Оваа активност почнавме да ја спроведуваме во соработка со јавното комунално предпријатие Комуналец Битола. Меѓутоа, бидејќи за реализација на истата е потребна изработка и одобрување на проектна документација, завршувањето на постапката на истата не се успеа да се искоординира со завршувањето на оваа година, меѓу другото и заради изборите кои што беа во овој период и Советот не можеше да донесе соодветна одлука, така да од тие причини оваа мерка се планира да се реализира во текот на 2026 година, а средствата планирани во буџетот за 2025 ќе бидат ослободени. Втората точка се однесува на кампањата за подигање на јавната свест за заштита на животната средина, управување со отпад и слично во висина од 100.000 денари. За оваа програмска активност сакам да кажам дека истата се реализира во континуитет низ годините,
со цел да се подигне јавната свест на населението на повисоко ниво и истото да се охрабри да превземе чекори за заштита и грижа за истата. Оваа година ова активност се извршуваше континуирано, меѓутоа без финансиски импликации врз буџетот на општината. Реализирани се голем број на активности и кампањи од повеќе аспекти и за повеќе интересни групи. Особено сакам да нагласам дека опфатени беа школските деца, на чија сензибилизација се работи во континуитет, во склоп на училишните програми со организирани настани со различни теми од областа на животната средина. Исто така, реализирани се и повеќе проекти, мислам, еве за ваша информација сакам и да ви ги набројам. Едниот е проект во соработка со Салар Интернационал, при што се издвоени средства за подигнување на јавната свест за придобивките од селекција на отпадот и подобрување на системот за управување со отпад. Исто така спроведена е акцијата Генералка викенд, кампања за подигнување на јавната свест на урбаните и местни заедници, основни и средни училишта за затворање на дивите депонии и оплеменување на просторот. Во континуитет се спроведува кампањата во соработка со Пакомак, со поставување на вендинг машини и подигнување на јавната свест за рециклирање на пластичните шишиња и лименки преку стимулирање со поврат на средства за секој рециклирано шише, односно лименка. Овие средства, значи, уште еднаш потенцирам, од 100.000 денари не се употребени, без разлика што точката е реализирана и истите ги ослободуваме. Следни две точки за кои што имавме предвидено средства, кои што не ги употребивме, се изработка на два документи, изработка на катастар на стационарни извори на Бучава и катастар на загадувачи на води во висина од по 200.000 денари. Овие активности се однесуваат на спроведување на мерки од локалниот акционен еколошки план. Со истиот е утврдена потреба од мониторинг и контрола, односно собирање на точни и прецизни податоци и решавање на проблемите што тие ги предизвикуваат. И за двата документи отпочната е постапката за прибирање на податоци, воспоставена институционална соработка, но истата, мислам, со оглед на моменталната состојба не бевме во можност да ја завршиме. Исто така, значи, се појави проблем при формирање на финансиската рамка, која што беше димензионирана согласно локалниот еколошки акционен план, која што согласно сегашните пазарни услови е надмината и не можеме да се вклопиме во рамки на истата. Овие документи завршницата нивна ќе ја реализираме во текот исто така на 2026 година. И уште една измена во делот на програмата R1 заштита на животната средина и природа, ставка 464990 во делот на субвенции беше предвидена ставка трансфери на средства до училиштата за набавка на прочистувачи на воздух во висина од 700.000 денари. Ова активност, сакам да ве информирам, дека е реализирана, меѓутоа без финансиски импликации врз буџетот на општина Битола. Согласно одлука на Совет на општина Битола за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола, прочистувачи на воздух за потребите на градинките и средните училишта, број 09/101/3 од 26.8.2025 година, Владата на Република Северна Македонија во насока на подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во општините, односно намалување на последиците од аерозагадувањето, преку обезбедување на прочистувачи на воздух во јавни објекти на територијата на општина Битола, објекти во случајот од областа на образованието и објекти во кои се згрижуваат деца од предучилишна возраст градинки, додели на трајно користење без надомест 10 прочистувачи на воздух. Од тие причини, значи, уште еднаш заклучувам дека планската активност е спроведена, меѓутоа без финансиски импликации на буџетот на општина Битола, а средствата од 700.000 денари се ослободуваат да се пренасочат во некоја нова ставка.
Ви благодарам за излагањето. Дали некој од членовите на комисијата има збор? Повелете, господин. Благодарам, председателя. Имам неколку прашања. Повелете. Првото е дали ги знаеме точните места за поставување на новите вендинг машини, пошто гледам дека има потреба за зголемување на финансиските средства за вендинг машините. И следно прашање ми е субвенционирање на инвертер клима уреди, дали ќе има нов јавен повик или се овие средства кои ни требаат за стариот јавен повик кој беше во април? И истото дали ќе има нов јавен повик за субвенционирање на замена на дограма на домаќинства? Благодарам. Ви благодарам. Да. Повелете. Значи вака, средствата кои што се презентирани во програмата фактички се однесуваат на планираните и реализирани средства за 2025 година и овде во делот на субвенционирање се прикажани сумите кои што веќе се реализирани. За ваша информација, бидејќи сега сме во фаза на планирање на буџетот за 2026 година, ние веќе работиме на формирање на буџетот за 2026 и мислам дека субвенционирањето и на клима уреди и на дограма ќе бидат едни од приоритетите, бидејќи се покажа дека интересот на граѓаните е голем, а и ефектот од примена на истите мислам дека е видлив. Во делот на вендинг машините немам информација во однос на нови локации, меѓутоа и тука сакам да нагласам дека нашите проекции и проценки првични во однос на интересот на граѓаните за користење на оваа мерка беше малце поскромен да речем и се покажа дека интересот на граѓаните е доста голем. Така да и за наредната година, доколку мислам планираме да се предвиди оваа мерка и буџетот ќе биде соодветен на интересот кој што го имаме сега. Благодарам. Повелете. Ако добро е сватив, сумите од табелата од материјалите која ни е пратена, овие финансиски средства со ребалансот се бараат плюс за во програмата или Не, овие остануваат, а тие што ги имавме, што ви ги образложив, се средства кои што ќе се пренаменат. се ослободуваат од програмата Да, се за ослободуваат од програмата за животна средина, да. Значи се намалува буџетот на програмата. Да. Благодарам. Благодарам. Повелете. Колку вкупно средства се ослободват и кај ќе бидат пренаменети тие средства од животна средина? Во однос на сумата можам да ви кажам, значи вкупно 3 милиони и 700 денари е вкупната сума која што се ослободува, а во делот каде ќе се пренаменат? 3 милиони 700 остануваат од овие 6 милиони што биле првобитно? Не. Значи вкупниот буџет беше 11.500. Добро. Од нив 3 милиони и 700 ќе се пренаменат. За? Не сум информирана. Мислам, не се пренаменуваат во програмата за животна средина. Не знам точно во која програма ќе одат. Немам информација. Добро, благодарам. Ви благодарам, господин Чолаковски. Повелете дали некој има да се јави за збор или да даде појаснување на прашањето на советникот. Бидејќи никој не се јавува за збор, го заклучувам претресот и го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Ќе ве молам да крене рака. Кој е против? Воздржан? Двајца? Ви благодарам, ја заклучувам седницата и ви благодарам на присуството.